Во Полнек се подготовките за целовечерниот новогодишен концерт на хорот и пејачката група при Сдруженијето за култура и уметност или Антевски смок од Тетово. На 24 овој месец тие ќе приредат вистинско музичко уживање за сите љубители на хорската музика, тетовските и староградските песни. На 24 декември ги повикувам сите граѓани на Тетово да дојдат на новогодишниот концерт при Домот на културата или Антевски смок. Ќе има настап хорот со хорски композиции од различни периоди и пејачката група со македонски народни изворни песни. Сега интензивно работиме на подготовките за престојниот новогодишен концерт кој ќе го има културно-уметничкото друштво или Антевски смок од Тетово. Еве како што присуствувате и вие денеска на оваа проба. Секојдневно работиме, се трудиме да оставиме добар печаток на тетовската публика, имајќи во обзир дека Тетово ги има традициите, нели, за хорското пеење и за игрорната група и староградски пејачки групи на времето како што се можеме да се присетиме кога работеше или Антевски смок некаде 70-тите, 80-тите години, кога, да се пофалам и јас, бев учесник иако бев средношколец, бев учесник во тие хорски збивнувања кои беа во тоа време. Уште еден апел, мислам, јас сум горд, навистина сум горд што сум еден од постарите членови, како што реков, во хорската секција и пејачката секција, и уште еден апел од мене до луѓето, до граѓаните на Тетово, да што повеќе да се пријават, дали во хорската секција или игрорната или пејачката секција, да се подсетиме на она време кога јас бев средношколец, а бев учесник во културно-уметничкото друштво или Антевски смок. Така да се надевам дека и понатака ние сигурно со ваков ентузијазам кој го вложуваме ние тука, дека ќе продолжи и успешно да работи. Благодарение на сите, како што гледате, се ангажираме, председателот, посебна благодарност до него кој успеа и вакви тешки времења да изнајде средства да обстои овој хор, и се надевам дека и понатаму успешно ќе работиме и ќе обстојуваме. Од Сдруженијето за култура и уметност или Антевски смок ги пренесуваат и впечатоците од нивното неодамнешно гостување во Полска и се надеваат на возврат на посета од нивните домаќини. Денеска навистина сум горд што сум еден од постарите членови кој учествува во сегашниот хор и пејачка група која неодамна се формираше во рамките на културно-уметничкото друштво или Антевски смок, и со таа пејачка група учествувавме на фестивалот кој се одржа во Полска од 20 до 29 овој претходниот месец. Импресионирани сме од настапот кој го имавме таму. Ова беше навистина еден момент многу значаен за нас, бидејќи како ново формирана пејачка група успеавме да учествуваме на тој фестивал во Закопане, да имаме добра критика таму кога настапувавме. Од толку други пејачки групи успеавме за многу кратко време да спремиме околу десетина песни од нашиот град, значи од нашето поднебје, староградски тетовски песни, и бевме горди што ја представуваме и нашата општина, градот Тетово, а и се разбира и државата Македонија таму. Настапивме на тој фестивал, настапуваа повеќе пејачки групи, игрорната група од или Антевски смок од Тетово исто така настапи, и потоа имавме дегустација на нивни специјалитети кои ги организираја во истиот термин кога се организираше и овој фестивал. Се надевам дека оваа посета наша која беше во
во Полска, во Закопане, дека ќе биде мотив и понатака да прибереме што повеќе членови во нашето културно-уметничко друштво, односно во хорската секција и во пејачката секција. И задоволни сме од настапот, задоволни сме од она што го прикажавме таму, задоволни сме од тоа што тие како добри домаќини многу фино бевме примени. После фестивалот наредниот ден заврна снег, амбиентот во Закопане како што може да биде навистина планински. Бевме во посета на еден скијачки центар, кој за мене и како и планинар и скијач многу бев одушевен од тоа. Бевме на тој скијачки центар, значи таму посетивме планинарските домови. Домаќини се потрудија да не угостат, на крајот да не испратат. Навистина дечињата и со солзи се испраќаја со нивните врсници, бидејќи беа сместени во приватни куќи, така да сега година, значи наредната година, очекуваме нивна посета во Тетово, така да ние, знаејќи ги тетовци, се надевам дека и ние ќе бидеме добри домаќини, да ги пречекаме исто така луѓето од Полска кои ќе бидат гости наши. Новогодишниот концерт на Сдруженијето за култура и уметност или Антевски смок, кој е подржан од Министерството за култура на Република Македонија, ќе се одржи на 24 декември со почеток во 19 часот во Центарот за култура во Тетово, а влезот е бесплатен.